Повелете со вашите прашања. Но секој ден е можен изборот на спикерот во собранието. Спикерот во собранието ќе ги распише локалните избори и ќе го отвори патот кон избор на новата демократска и реформска влада. Што се чека за да дојде? Секој ден е можен избор на председател на собранието. Како? Секој ден е можен избор на председател на собранието. Зошто владата која што има технички овластувања може да зема кредити и не може да исплаќа субвенции? Тоа треба да го одговори токму оваа криминална власт во заминувања и секојдневно проблемите на граѓаните, хаосот кој што е создан во државата е причина повеќе да веднаш се одблокира собранието и се избере нова реформска демократска влада која што ќе има целосен легитимитет да ги решава проблемите на граѓаните. Ама при тоа ќе има и одговорност без оглед за кого и да станува збор. Има информација дека денеска се сретна председателот заедно И двајцата се пратеници во собранието и како што и до денес се среќавале и од денес и натака има редовни средби помеѓу председателите на политичките партии кои што го прават мнозинството во парламентот, така да не е ништо чудно да секојдневно има средби помеѓу господинот Али Ахмети и новиот мандатар Зоран Заев. Господин Полски, зашто не прифатите лидерска изборба дека мора да се одблокира собранието, за добро ви пружи рака и ви фрли ракавца, како сака да не речете? Одблокирањето на собранието ќе го направи мнозинството во парламентот, граѓаните после изборите на 11 декември, кои што беа како резултат на договорот од Пржино и на целиот тој процес во изминатиот период, дадоа мандат на нова реформска и демократска влада во Македонија. Апсолутното мнозинството во парламентот е создадено и наша одговорност е токму заради целиот овој хаос, заради интересот на граѓаните, заради државните интереси, вистинските државни интереси, да ги одблокираме сите процеси и затоа секој ден е можен избор на председател на собранието, кој што ќе ги преземе сите понатамошни чекори и распишувањето на локалните избори, за да нема хаос во општеството во државата и патот кон изборот на нова демократска влада. Преговорите се внатре во рамки на мнозинството кое што ја доби довербата на граѓаните. ВМРО, ДПМН и ова криминално раководство се минато и затоа преговорите ќе продолжат токму во рамки на мнозинството во парламентот. И затоа се логични сите средби помеѓу лидерите на овие политички партии кои што го прават мнозинството во парламентот. Што ви значи тоа дека секој ден не може да избор, дека седмицата е блокирана, нема да заврши до септември? Секој ден е можен избор на спикер на собранието согласно уставот, законот и деловникот на собранието. И тоа е во интерес на граѓаните и во интерес на државата. Имаме план и стратегија кои што не може да се комуницираат со јавноста согласно преку медиумите, разбирливо, заради целиот процес. Ние согласно деловникот баравме неколку барања поставивме кои што малцинството со насилството кој што го прави во парламентот не дозволува да се гласа, за да се покаже тоа мнозинство, да се одблокираат институциите собранието, да се избере спикер. Тоа е неодржливо од аспект на интересите на државата, државните интереси, интересите на граѓаните. Токму затоа секој ден е можен избор на председател на собранието и одблокирањето на сите процеси во државата, вклучително избор на нова демократска влада. Разбирливо е што не откривате стратегија како ќе го направите тоа, меѓу тоа е од избори од ВМРО до ДПМН, построија некои сценарија што вие можете да ги спроведете во смисол да се состанете во соседна сала, па таму да изберете председател на собранието и така таа смисла. Дали тоа има допир со реалноста? Значи, план и стратегија за тоа како ќе се одблокираат овие процеси, ова насилство наметнато од малцинството, секако дека имаме. Ние многу предпазливо, трпеливо, мудро и посветено работиме и на планот и на тоа како ова мнозинство во собранието, кое што ја добило и правото, но и обврската и одговорноста да ја води оваа држава кон следните демократски процеси, тоа ќе
ќе го направи. Токму затоа велиме дека секој ден е можен изборот на спикерот во собранието и отварањето на брзиот пат на отварање на формирање на демократска реформска влада, која што ќе се носи со проблемите, односно со одговорноста за решавањето на проблемите на граѓаните кои што се наметнати токму од оваа криминална власт во заминување, која што само заради да избега од правдата и од одговорноста за она што го има правено во овие 11 години, ги блокира сите институции во државата. Да следувате некои можности или веќе решено која ќе План и стратегија за одблокирањето на процесите има и во даден момент истите ќе бидат реализирани. Дали информациите, сценаријата, заканите за суди, тези може да ве спречат и да ве терат да се одречите од тој? Токму со нашето трпение, со целокупната мудрост со која што се располага, посветено работиме се со цел да се избегне било каков конфликт кој што сакаат да го наметнат во општеството. Конфликт и насилство помеѓу граѓаните нема да дозволиме. Ние сме тие избрани представници на граѓаните со поддршка на над 700.000 гласа, со над 67 пратеници во собранието. Тоа е мнозинството во собранието и согласно Уставот собранието одлучува со мнозинство гласови и ние го имаме и правото, но и обврската и одговорноста да ги одблокираме сите процеси, но при тоа со трпението кое што го имаме да не дозволиме било каков судир на било кого во општеството.